Приватни агенции за испитување на јавно мислење веќе неколку месеци телефонски ги вознемируваат граѓаните на Штип. Им посочуваат конкретни имиња на евентуални кандидати за градоначалници и ги поставуваат во ситуација да треба еден да изберат. Вознемирените се упатија до нашата редакција и побара ова јавно да биде соопштено. Пред нашите камери анкетираните штипјани пак велат дека гласањето е анонимно, со што секој има право на свое мислење, како и гласање. Не треба. Зашо да ми се јавуват? Ја за кој ќе си гласам, за тај ќе си гласам. Сакам. Да, шо има да ми се јавуват, например. Нема потреба да ми се јавуват. Ја за кој сакам, за тај ќе гласам. Поправо ли е? Анонимно е, господине. Па не би требало. Па да ви кажам право, и ние старите не одеме да се гласаме. Малку е, какво, тоа си е лична работа, јас немам проблем ни да кажам, ако треба да кажам за кого би гласал, ама сега некој што викаш анонимен да ме праша, не, мислам, не е тоа уред. Доколку повторно има провокација, анкетираните велат дека ќе реагираат поинаку, информираат дека дрскоста мора да се спречи. Па што ќе одговарам, немам си работа со вас, за кој сакам, за тој ќе гласам. Што ќе ми ти прислуваш за кој да гласам? Нормално. Анонимноста, тоа си е моje лично, мислам, какво, моje лично право јас да се определам без било кој да знае. Ако сакам јас да кажам јавно како сега што кажав, тоа си е друга работа. Инаку правото на тајното гласање е уставно право и гласачот гласа сам тајно зад гласачкиот параван. Гласањето го врши сам на начин што го заокружува редниот број.